Bismillahirrahmanirrahim. Благодарност на Аллах Азza wa Jalla. Благодарност и на почеток и на крај. Благодарност на бројни неизмерни благодати. Благодарност што не почести со вера Ислам, со книга Куран, со пегамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, кој не почестува постојано со видливи и невидливи ниамети. Аллах Азza wa Jalla ни овозможи да го дочекаме месец Шаабан. Денеска сме први Шаабан, а месец Шаабан, како што кажавме предходно, е предвестник за доаѓањето на милиот сакан гостин Рамазан Шериф. Кажавме дека месец Реджеп е месец на садење, месец Шаабан е месец на напојување и месец Рамазан е месец на берба, односно собирање на плодови. Па оној кој не посадил, оној кој не напоил, тогаш што ќе бере, какви плодови ќе собере во месец Рамазан. За месец Шаабан ќе зборуваме од 5 точки. Најпрво, што гледано општо, нашите постари луѓе, кои немале знаење како ние што имаме знаење, не живееле во вакво благодатно време како што ние живееме и не уживале на вакви дарови како ние што уживаме. Ако има еден Илмихал, и тоа отиле од 983 година, и со тој еден Илмихал се гордеа и живеа исламски, умираа исламски. Па не се срамеа на деца да му стават име и Шабан, и Реджеп, и Рамазан, и така натаму. Денеска ми ставаме имиња Џан, Сејхан, Џејхан, дали кинески, дали турски, дали бугарски, не знам и јас. Тоа е доказ дека нашата вера во денешно време е поучена, меѓутоа не е поискрена. Тогаш била поискрена, иако не била толку со знаење. Кој од нас последно му ставил на дете месец, кој е месец од Исламот, како Мухаррем, како Шаабан, како Реджеп и така натаму. Затоа Аллах го молам наискрено, Аллах да им прости на нашите предходни генерации на Исламот и на нашите имами и оџи кои биле, кои ја чувале ревност на оваа вера и ја пренесле до нас, да ние денеска уживаме тие плодови. Аллах да им подари џеннет и секое добро. Први Шаабан се поклопува токму денеска во овој ден на џума. Шаабан го добил името од арапски збор Шаабан, Тешауб, бидејќи во тогашно време, во време на Шаабан, Тешаабун, значи се раштркувале подрага по пасишта, по вода и така натаму. Шаабан, значи нешто што се разделува, што се раштркува. Меѓутоа, тоа е етимолошко значење. Инаку Шаабан е 8-миот месец од исламскиот календар и потоа доаѓа 9-ти месец, а тоа е Рамазан Шериф. 5 точки кои се главни да знаеме за Шаабан. Секоја точка вреди, меѓутоа ми кратиме секогаш, кратиме пошто знаеме трпение и сабур ми колку имаме овдека. Колку имаме сабур. Значи во кафана да седнеш 2 сати и да гледаш и фудбал и вести на сите канали, валлахи, времето ти тече како алва. Ама во џамија шејтан не те остава. Тој не сака ти да учиш, тој не сака ти да се образуваш, тој не сака ти да дојдеш во џеннет. И затоа те шпотка и за тебе една минута овдека како 10 минута. Ама Аллах го знае ниетот и за тоа ќе суди иншаллах, алхамдулилlah. Шаабан е месец во кој се објавени куранските зборови: Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна ален небий, ја ајуҳаллазина амену саллу алейхи ва саллиму таслима. Овој курански ајат го цитираме постојано, бидејќи ако Аллах, инна Аллаха, навистина Аллах и мелеките, Аллах господар на се, мелеките најодбрани созданија безгрешни, тие му донесуваат салафант, тие му испрачаат селм на пејгамбер, тога што престанува за нас?
Men salla alejhi wahide, sallallahu alejhi biha ashara. Koji će donese jedan salavat na Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, Allah će donese nego 10. Znači, vo mesec Šaban je objavljen ovaj kuranski ajet koji se nalazi u suri Al-Ahzab, koji je za naše dobro. Videći, koga nije se molim jednaš za pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, mu ispraćame salavat, Allah nas je nagradova 10-kratno. I to je navistina golema čest za nas kako umet na Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ja ilazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Navistina Allah i melesite go blagoslovovat pejgamberot. I vi je vernici, blagoslovajte go i ispraćajte mu selam. Allahumma salli ala Muhammed wa ala Muhammed. Vtora točka. Mesec Šaban je mesec vo koji se sluči golem nastan. Tahvirul kible. Promjena na kibla od Mesdžidul Aksa kon Mesdžidul Haram. Za ovo zborovo je Allah azza wa jalla u Kuran. Kad nara takalluba wajhika fi s-sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kon Jerusalim se vrtele jevrejite u nimite molitvi i hristijanite. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u početok okolo godina i pol se vrteli toj. Međutim, ovo srce ne posakuvalo. Zašto? Videći jevrejite, hristijanite vika kakav ovaj pegamber veli deka ima svoja vera, a toj se vrti vo isti pravac kako nas. I pegamber vo sekova situacija, vi znate, vo sekova situacija, pegamber sallam se trudil da se razlikova od nemuslimanite. I duri rekao, men tešebbehe bi kaumin fahuva minhum, koji go slijede jedan narod, koji go emitira jedan narod, to je toj narod. Slediš hристияни во традиција во се, ти се онив ќе бидеш проживеа на судниот ден. Горде си што си тоа муслиман. И сега Allah azza wa jalla му ја исполни таа желба на Расул селем и му рече فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَمِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ. И од сега натаму во вашите молитви, вашите намази, вртете се кон Месџидул Харам, тоест кон правецот на Мека. Ова се случи во месец Шаабан. Трето, ова е месец на пейгамбер салаллаху алейхи ва селем, кој пейгамбер селем му дал посебно значење. Бележ имам Несаи со хадис добар од Усаме ибн Зейд радијаллаху анху, дека еден ден Усаме ибн Зейд радијаллаху анху му рече: ја Расулаллах, лем арака тасуму шахран мин шухур кема тасуму шахру Шаабан. Вика, Аллах пейгамбере, не ти имам видено да постиш некој месец како што го постиш месец Шаабан. Нормално месец Рамазан тоа сите го постат. Меѓутоа Шаабан пейгамбер посебно го постал. И вели Аиша во хадис Бухари: ма раейтуху акthar сијамен минху фи Шаабан. Најповеќе го имам забележано пейгамбера да пости беше во месец Шаабан. Па види сега што му вели пейгамбер селем. Вика, ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. Месец Шаабан е месец во кој луѓето се пасивни. Бидејќи се наоѓа меѓу Реџеп и Рамазан. Тој е во средина. И се кога доаѓа почеток Реџеп, луѓето се активираат. После пасивни се, бидејќи после доаѓа Рамазан. И јас, вели пейгамбер селем, وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. И тој е месец во кој делата се креваат кај Аллах, Господарот на световите. Wa inni uhibbu an yarfa amali wa ana sa'im. А јас сакам кога делото ќе се крeva кај Аллах да бидам во состојба на постач. Хадис Несаи, хадис Сахих. Се погледни три работи. Зошто пегамбер месец Шаабан го величал? Го постел? Прво, тој е месец во кој луѓето се пасивни. Највредно нешто во верава е кога другите се пасивни, ти да се активен. Пример, ноќен намаз. Зошто ноќен намаз е најповеќе сакано од сите други доброволни ибадети? Нормално, ноќен намаз е нафиле или суннет или доброволен. Не е како сабах, не е како јација, не е како пладне. Меѓутоа, од нафилина, афдалу салати ба'да ал-мактуба салатул лејл, ау кијамул лејл. Највреден намаз после пропишани намаз е ноќен намаз. Зошто? Бидејќи ноќен намаз сите спијат или повеќето спијат. Ноќен намаз не те гледа никој. И сега Аллах сака баш токму тогаш, кога никој не те гледа, кога е темница, кога си тогаш најискрен со Аллах, тогаш да станеш и да кланеш 2 рекати. Што ни пегамбер алейхи селам? Запамти го, напиши на интернет. Дуа у сук. Напишај. Дуа у сук. Дова во пазар.
Или во čaršija. Така се ка сук, на арапски čaršija или пазар. Вика, мен дахале сук, кој ќе влезе во čaršija, во пазар, и рече, لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Кој ќе рече ова дуа пред да влезе во пазар? كتب الله ألف حسنة. الله му пишува 1000 во 1000. На арапски 1000 во 1000 1 милион добри дела. Му бриши милион гревови и го подига милион степени. Ој не се мои зборови. Ти велам затоа провери, напишај дова при влегување во пазар. На арапски дуау сук. И тоа хадис, Шех Албани вели хадис добар. Зошто толкова награда? Бидејќи во пазар сите се зафатени со дуња, со купување, со продавање, со земање, и ти влегуваш во пазар и велиш ла иляха илlallah вахдеху ла шарика лех юхји ва юмит бијадихил хајр ва хуа ала кулли шејин кадир. И Аллах ти дава толкова награда, бидејќи сите се пасивни, а ти си активен. Пегамбер посебно поставил во Шаабан, бидејќи тогаш луѓето малку се пасивни. Второ, тоа е месец во кој делата се креват кај Аллах. Кога се креват нашите дела? Кога нашите дела сега кланеме џума? Ова џума која ќе оди кај Аллах? Вели улемата, хунаке ثلاثه ахвалин. Има 3 ситуации кога делата се креват кај Аллах. Имаме годишно кревање на дела, имаме седмично кревање на дела и имаме секојдневно кревање на дела кај Аллах азza ва џелля. Аллах во Куран во сура Ал-Фатир вели: "Илейхи јерфеул el-калиму тајиб вал-амелу салих јерфеуху." Вал-амелу салих јерфеуху, и доброто дело се крева кај Аллах. Што? Значи некој прави добро дело, ама оди до прво небо и се враќа назад. Зошто? Не било по суннет, не било со искрен ниет, не се прима. Годишно примање на дела е во месец Шаабан. Годишно примање на наши дела е во месец Шаабан. Седмично примање на наши дела е во понеделник и четврток. Ова запамти ги овие зборови. Седмично примање на наши дела е понеделник и четврток. Бидејќи рекол пегамбер селем, турфаул амал, ау та'ридул амал, ау туфтах абвабул џенне. Има 3 преданија. Се отварат џеннетски врати. Се изложуваат делата кај Аллах. Се креваат делата кај Аллах јаумул итнеин ва јаумул хамис. Понеделник и четврток. И Аллах им ги прима, освен оној кој е скаран со брат муслиман. Анзира хазейни хатта јасталиха 3 пати. Почекајте го додека се помири со братот. Валлахи билле кај шејх Саид Ал-Атик од Саудитска Арабија. Еден човек го праша меѓу шејх, јас 7 години не зборувам со аџо ми. Шејх, јас 7 години не зборувам со чичко ми. И шејх вели, 7 години ти само клањаш, постиш све, ништо не ти е појдено кај Аллах. Ја не те прашав тоа. Јас ти го преведувам на нашински покажано. Ти 7 години све што правиш, не ти е примено кај Аллах. Рече шејх, ова голем збор, да, голем збор е. И што така рекол пегамбер селем, анзира хатта јасталиха, чекајте го додека се помири. Зошто ниедно дело не ти се крева додека не се помири со оној. Ма добре, не го сакам, во ред. Се на суд сум, одиме на суд. Вели шејх Саид Ал-Атик, ти можеш со муслиман да не се, може да се скараш, много живи луѓе, за некој проблем. Ама не смееш да прекинеш селам да му даваш. Ова е проблемот. Ти најголем душман да е. Ти кој ќе сретнеш на пат, ти си должен да кажеш селам алейкум. А тој дали ќе прими селам, не, Аллах ќе пушти мелек што ќе врати. Ама ти ни селам, ни ништо тоаш. Тебе 7 години му вели шејх Саид Ал-Атик, 7 години тебе не се крива ништо во небо. Па сега прави што сакаш. И потоа вели пегамбер селем, и јас сакам кога моите дела се креват кај Аллах, значи рековме, тоа седмично, понеделник и четврток, и секојдневно кревање на дела е за сабах и после киндија. Делата преку ден се креваат после киндија, делата кои ги прави човек преку ноќ се креваат во време на сабах. Доказ. يتعاقبون فيكم الملائكة الليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. Рекол пегамбер селем, кај вас мелеките прават размена. Мелеки на ноќ и мелеки на ден. Оние кои биле преку ноќ на сабах прават замена. Тие што биле преку ден, кога ќе дојде и киндија, значи заоѓање на сонце беше при крај на денот, тогаш тие мелеки што биле се креват кај Аллах, доаѓаат други мелеки.
И ти одат кај Аллах и на Аллах му кажуваат се ние што правиме. Значи тоа е секојдневно кревање на дела. И вели пегамбер, а јас сакам кога моето дело ќе се крева кај Аллах да бидам постач. Зошто постач? Бидејќи постот, како што спомнав милијада пати, е ибадет единствен кој Аллах азza wa jalla си го зел за себе. Асауму ли ва ана аджзи бихи. Постот е мој и јас за него посебно наградувам. Бидејќи што? Једа таамеху ва шехватеху. Човекот остава јадење, пиење, страсти заради Аллах. Намаз клањаш те гледаме. Делиш зекат, може да те видиме кај што делиш. Одиш на хаџ те гледаме, одиш на умра те гледаме. Ама кога постиш, дали може да те видиме? Не можеме. Значи тоа е искрен ибадет меѓу тебе и меѓу Аллах азza wa jalla. Затоа месец Шаабан е месец на многу значајни работи. И уште една точка последна, вели Енес ибн Малик радијаллаху анху. Енес ибн Малик радијаллаху анху вели: إذا جاء شهر شعبان كان الصحابة أقبلوا على المصاحف وأخرجوا زكاة أموالهم لكي تكون معينا لشهر رمضان للمسكين والفقراء. Вика кога месец Шаабан е месец во кој асхабите и првите генерации на исламот кога доаѓал се посветувале на Куран, да го читаат Куран и да делат зекат за сиромашните да може да се припремат да го дочекаат и тие да имаат на трпеза што да јадат. Вели Халид ибн Аби Себт: шахру Шаабан шахрул Кур'ан. Месец Шаабан е месец на учење на Куран, односно на дружење со Аллахова книга. Затоа, како муслиман, како верник, како оној кој сведочи ла иляха илlallah и оној кој верува дека ќе еден ден ќе застане пред Аллах, него запоставува месец Шаабан. Припреми се тренинг, подготовка, вежба за доаѓање на месец Рамазан, кој иншаллах таала доаѓа за еден месец. Го молиме Аллах азza wa jalla да не ги прими наши добри дела, да ни помогне во правење на добро, да не оддалечи од правење на зло, да ни помогне да живееме и да умреме со шахадет во уста ла иляха илlallah ва анна Мухаммеден абдуху ва расулу. И две информации само за кратко. Прва информација за оние кои се запишани за хаџ 2025, да понеделник или вторник да одат во муфтиство Струга, да го сликаат, да го копираат пасошот и две сличиња за подготовки за хаџ. Значи оние кои се запишани во 2025, понеделник и вторник да појдат во муфтиство Струга, да однесат пасош, копија и две сличиња за вршење на процедура понатамошна за припрема за хаџ. И втора точка, која многу луѓе за жал не ја сватиле сериозно, а тоа е децата да одат во мектеп. Валлахи, јас знам и убеден сум, и од себе почнувам, не од вас, дека вие, појчето од вас, 90% она што сте научили во мектеп, тоа го знаеш. Елхамдулилlah, ако те научила мајка, те научила, ако си дошол во џамија, оѓа те научил, и така го знаеш ти. Може полукриво, полуправо, не си седнал да учиш вера пред стручно лице, да научиш барем оно што е основно. Затоа, кога вчера погледнав, валлахи, вчера погледнав во Исламски центар во Лјубљана, 1105 деца, 1105 деца, мектеп, босанци, албанци, наши луѓе, торбеши, турци, арапи, 1105 деца мектеп. Од тие деца може да презентираат ислам таму во фабрики, да презентираат ислам на работа. Зошто? Тоа што знае што е Аллах, тој почитува закон, тој почитува ред. Ти дете кој ќе го научиш. Вие знаете како се научат наши деца. Со TikTok, со Instagram, не знаат однос понатаму. Затоа наше да повикаме. Едно дете да има едно, две. Аллах ќе биде сведок на суден дан меѓу нас и меѓу вас. Ако може за англиски да му плаќаш курсеви и превоз и пари, одека мектеп бесплатно, што рекол, џенетот е бесплатен. Џенет е бесплатен, џехенем е со пари. Како бе така? Одиш во диско, треба да париш, во џамија не ти платиш. Затоа го молим Аллах азza wa jalla да бидеме посериозни, да ги пуштаме деца во мектеп, значи знаете, во Икиндија сабота и недела има мектеп во долна џамија. Го молим Аллах азza wa jalla да е задоволен од нас и ова да не го пиша на канторот и вам и нам на добри дела на судниот ден, кој нема да користи ниту богатство, ниту фамилија, ниту ништо, освен оној кој ќе дојде со иман и со добри дела.